Инспекторите да не барат игла во сено, апелира бизнисот. Прво едукација, па потоа парични казни или затварање за фирмите кај кои инспекторите затекнале нерегуларности во работењето. Анализите на Сојузот на стопански комори за минатата година покажуваат дека најголем проблем при инспекциите е инсистирањето од страна на инспекторите да се најдат нерегуларности во работењето на компаниите. Ние не се противиме на контролите, се противиме на тоа да начинот како што нагласив и претходно. Значи не треба да бидат контролите за да се најдат нерегуларности, туку заедно да бидеме фокусирани и ние како компанија и инспекцијските служби, доколку негде се најде одредена нерегуларност, да се даде можност истата да се исправи без при тоа компаниите да трпат штета. Лани под лупа на инспекторите најчесто биле секторите туризам и гостителство, текстилна индустрија и градежништво, а најмалку контроли имало во IT секторот. Најпосетени од инспекторите биле микро, малите и средните предпријатија, а најмногу контроли правеле инспекторите на Управата за јавни приходи, Трудовиот и Пазарниот инспекторат. Нашата идеја е дека не треба да се запрат фирмите во работењето, туку да им се даде шанса да се подобрат, тие што грешат да си ги платат казните, тие што се тенденциозни таму веќе не треба да се има, како се вика, шанса повторна. Меѓутоа, на некои има и поради непознавање на регулатива, да имаат направена одредена грешка, па се санкционирани со доста високи казни од илјадници евра, и тоа за микро и за малите компании е сепак голем удар во нивниот буџет. Да, меѓутоа, ова што го спомнавте, неиздавање на фискална сметка, тоа е веќе не го сметаме за ненамерна грешка. Инаку од Сојузот на стопански комори бараат да бидат вклучени во изготвувањето на законот за инспекцијски надзор кој веќе го работи Министерството за информатичко општество.